Стадион. Емисија за вашата вистина. Мојата маце порано, таа е 2014 година, каде и почнала мојата работа и работата на мојот тим со репрезентацијата до 21 година, значи 2014 година септември. Претходно, после направени детални анализи дека на ова поднебие од секогаш сме имале талент, потенцијал. Да, ма мислиш дека се тоа флоскули, ама не било. Не било така, затоа што имало и ки има секогаш таленти во бивша Југославија кои играле врвни фудбалери со огромен и талент и потенцијал, но посебно во тие млади категории според мене и според анализите кои беа направени од страна на мојот тим, дека најголемата пречка на нас самите ни е таа верба во себе, верба во нашиот талент, верба во нашиот квалитет. И тој е некој, како би го кажал, некој комплекс на пониска вредност не пратеше години наназад. И интенцијата на нашата работа беше на тој психолошки момент, на таа ментална и психолошка подготовка на самите играчи од самиот почеток. Затоа што... Значи психолошки повеќе. Да. А може би млади деца, тие веќе се сосема поинаква приказна, веројатно. Во таа возраст низ нивните глави поминуваат 200 работи во секунда, што се вели. И стварно, сега баш скоро имав едно прашање во една емисија која бев гостин. Дали тежината на мојата работа е полесна сега или помала, или поголема, и да направам компарација со мојата работа во U20 и во арапсацијата сега. Да. И јас одговорив дека многу е потешко да работите со луѓе, млади луѓе кои се во некоја завршна фаза на тој пубертет 18-19 години, каде што се Адбувачки, да, и... Милион работи им се случува во моментов, дали од социјален карактер, дали професионален, дали девојчето има проблем или нема. Така да, од тој аспект многу е потешко да се работи со U20 него ли со арапсација сега. И таа наша интенција на таа психолошка подготовка ни донесе подосна, мислам дека таа некој баланс на ментален план, на психолошка подготовка, некој баланс, за да малце ја помериме на едно повисоко ниво, таа една бариера у нивните глави, и за да не им ствара лимит на самите играчи. Значи, ние што направивме само дека го померивме таа граница на нивниот лимит, професионален и социјален, на повисоко ниво. Кога се прекрши тоа? Кога почувствувавте дека веќе тоа е... Мислам дека... Екипа со самодоверба? Мислам дека... Поголемите екипи кои дојдоа или... Не. На првиот надпревар до тие квалификации 2015-та... Сега добро на овие работи сите. Со Исланд и нашиот прв надпревар до тие квалификации и поразот од 3-0 на Исланд. Со пораз? Со пораз ги стартувавме тие квалификации. Не, со пораз успеа процесот да се... Точно. Па малку е чудно, со пораз обично се очекува да паднат уште повеќе. Мислам дека тоа што, сега маце да се отвориме вака и карактерно и човечки, дека некако секогаш барам позитивната ствар, работа во лошите работи, кога ни се случуваат. Никогаш не ме бутаат доле, кога ни се... Учите од поразите се победи фактички, или може да бидат победи? Па секогаш барам да излечам позитивна работа од лошата. И од тој пораз мислам дека тргна работа. Излековме доста работи кои подосна ни помогнаа доста за да стигнеме на тоа ниво кај што стигнавме. Ова е добра лекција за сите во државата, како се враќа ентузијазмот, оптимизмот, како се враќа самодовербата. Еве, нека го употребат, затоа што
веќе неколку година назад, посебно сега кога ни ставаат пречки на Европа, постојано многу голем дел од луѓето верат, абе не ја бива оваа држава, дај ова да се случи, дај ова. Што треба малку да веруваме во себе, да веруваме во ова што го имаме и мислам дека така ќе успееме многу подобро и полесно. Тука сигурно господин Емилиски ви помагна и тоа што го имате вие како искуство, како живење во Израел. Израел е една моќна држава со силен карактер, луѓето веруваат, ептен веруваат во себе таму, во Словенија, значи што се поинакви држави менталитетно од тоа што е Македонија. Па сите тие држави што ми оставиле белек и дел од мене секојаш ќе биде таму. Дали се работи за Грција, каде што поминав 3 години, подоцна во Словенија 2 и 4 години и подоцна како тренер 5 во Израел. Сите тие се држави или народ со различен менталитет, различен карактер, различна култура и традиција. И мислам дека да, и како ми помогна за да го оформам целосното мој карактер и како индивидуал, како личност, но и професионално. Менталитетот има врска со фудбалот или фудбалот е веќе наука и може на било кој менталитет да накавали што или секојаш ќе биде вистина тоа, германците кога играат се германците, играат до последен момент. Тоа е мит или е за некои држави правило? Мислам дека таа пред се генетика, пред се традиција и не е мит никаков, него тоа е во реалниот свет баш така. Тоа е се традицијата не е таа што не води низ животот и мислам дека и одгојот, менталитетот нивни од најрана возраст па до крај ги води тој начин на живење, тој начин на екзистирање, тој начин на и социјален и професионален живот. Господин Емилевски, е малку вас да ве отвориме така како личност, како спортска. Е многу млад. Сте излезени од Македонија. Животот ве крешел уште на 14-15 години. Има една интересна приказна со вас. Не ви кажувале домашните, ама кога сте ги слушнали дека зборуваат српски на телефон, ви станало јасно дека некој се интересира за вас. Пресудна точка во вашата кариера бил турнирот, познат турнир бил тој на времето за деца, за младинци во Фоча, во Босна и Херцеговина. На тој турнир скаути на Црвена звезда ве виделе и ептен се заинтересирале за вас. И како гостин ве викнале, ве поканиле да учествувате, да играте за нивната екипа на некој турнир во Германија. Таму сте победиле, Бајер Михе сте го победили во финале. Точно. Ова е се точно или е мит направе некој. И на тој надпревар финален надпревар сте биле најдобар играч. Ајде оваа приказка да ја раскажем. Вие сте дете на Вардар до 14 години, така. Кој беше тренер таму? Пред се ја почнав во Македонија Ѓорче Петров тенешна, па после во Вардар, каде во тоа време Сократ Мојсов ми беше тренер, подосна и Чишкованчо, не Чукаре. Така да до 15 годишна возраст сум таму, каде што пак на кратко се враќам во Македонија Ѓорче Петров, но и бев член и на кадетската и на пионерската репрезентација на Македонија. Но добив дополнителен позив и за младинската репрезентација на Македонија тогаш до 18 години за тој турнир. Сплет на околности се повреди еден играч, па не можеше да патува и дополнителен позив јас добив за тој турнир во Фоча. Значи, во тоа време се организира редовно секоја година турнир на републики покрајни, каде што беа учесници сите, нели... Значи репрезентативни надпревари биле. Да. Македонија, Словенија, Србија... Помеѓу републиките, така. И на тие турнири беше... Че ние сме имале во рамките на Југославија, сме имале своји репрезентации, така. Репрезентација на Македонија, на Србија, на подосна кога бев член на Црна звезда, настапував и бев државен првак со репрезентацијата на Србија. Значи, каде настапуваш, во кој клуб,
тогаш имаше право за настап за... А по место положбата, значи? Аха. И така се случи се тоа на што го изнесовте како факти, се тоа беше точно, само фактот дека сум бил прогласен за најдобар играч на турнирот, тоа не е вистина, но дека го победивме во финале. Бајерн Михен. До 15 години, така? 3-2, тачно. Тоа е сето тоа е точно и после тој турнир дојде официјална покана и од Црвена звезда, подпишам договор со нив, стипендиски, да бидам нивни член и... Вие средна школа таму учите? Сето е таму, средна школа, војска подосна и сето. Во Звезда како помина? Кои се луѓе од таа генерација, кои беа тренери? Па, таа генерација, иако јас бев помлад во тимот што настапував, значи тука заедно игравме и подосна, бевме и државни прваци на Југославија со Црвена звезда во финалниот натпрев против Сараево. Значи еден Југовиќ не беше капитен. Југовиќ? Точно, Лукич, Владан Лукич подосна во Атлетико Мадрид што играше и председател. Југовиќ во Италија имаше кариера. Така да, Звонко Миловиќ како голман и имавме значи екипа која беше составена од доста талентирани фудбалери со тренерот Ачимовиќ. Ачимовиќ, како си? Куле Ачимовиќ. Центарфорот. Да. Ја како координатор на цела младинска школа беше Војкан Мелич, кој ме донесе, нели, како скаут тогаш и директор на младинската школа на Црвена звезда во клубот. Подосна беше и асистент на Велибор Васовиќ во првиот тим и кога бевме приклучени, нели, неколку од младинскиот тим заедно со Југич, со Лукич и во работата со првиот тим и стварно се работа. Колку време поминавте таму? По 5 години. 5 години и на... И што се случи после? Дојдовте до првиот тим? Бубачките мои и таа самодорба што ја наштам, нели, на почеток на нашиот разговор. Колку на 18, 19, 20 години? 19 години, ослужи војска, се врати од војска, нели, требаше период. А уште бевте играч на Звезда? Така е. И нели во разговор со тогашниот директор Џајич да одиме негде на двојна регистрација заедно со останатите кои бевме приклучени со работата на првиот тим. Баш имаше понуда од РАД со Југош заедно да идеме да настапуваме, нели, на калење. На позајмица, како се вика. На позајмица, така. И јас толку бев убеден и у себе, у своите квалитети и младост лудо, што викаат. Што некош не чини премногу самодоверба. Точно. И не прифатив нигдека да одам. Останав неколку месеци. Немавте некој менаџер, татко да ве кара да нешто? Тоа време немаше... Да ве советува? Така. И инсистирав да или да играм во Црвена звезда, или да ме пушта да си одам. Не сака да ме пушта, така дојде родителот, моли ова, па да можем ќе одиме на работа во Германија, да, таму ќе живееме и така се случи да добиам документи слободни. Јас потекнувам, нели, од Егејска Македонија. Имав роднини и моја чичко беше во Солун. Отидов таму. Во Ираклис? Во Ираклис, прво во ПАОК, па во Арис. Они беа фул од странци, немаше простор за да ме ангажираат. А секаде идев така на тест период. Толку бев убеден во... Дека сте квалитетен, така. И Ираклис беше конкретен, со понуда, со договор, со све и така продолжи. Игравте? Останав во одбрана цело време, така? Или имаше ексклузија напред? Не. Тука на стоперската позиција. Од мал? Од мал до крај, до 39 години. До 39 игравте? Така. Ајде, Ираклис, колку време станавте таму? Ираклис, во Грција останав 3 години, во Ираклис 2, подоцна пак се врати во Панелијакос, тоа е на Пелопонез, доле прволигаш тогашен.
но за жал 93-та година, нели, во тоа време беше немавме баш најдобри односи со Грција, нели, дојде тоа и ембарго и Пред тоа немавте никакви проблеми. јас и тогаш у најголемото ембарго јас немав никакви проблеми и сите во клубот и ден денес сум им благодарен и тогаш дека на некој начин се осеќав и посигурно и поубаво него да си дома, што се вели. Значи не влијаеше Никако. на односот кон вас. Така. Значи, Па некој да ве навредува, да ве омраза, тие никако. нема. Јас чак што ише они ангажира и цел адвокатски тим за да нели добиеме двојно државјанство и сето на папиролошки. За да може да играте, да. Зашто многу беше тешко тогаш на 19 години да играте како странец во странство беше стварно тешко. Но за жал, иако добив и провизорен грчки пасош, не добив од Министерство зелено Работна, како се вика, зелена карта или дозвола. За експрешени, на времето дедо ми се прави многу голем македонец и влезене у тие црвени тетрадки ни. А не го пушта да отида? Веќе починат, но не можеше да се врати. И татко ми е роден таму и он имаше проблеми се до... Нели, сега малку е. Сега е окей. Сега се движи, сега одите таму. Сега нема проблем. А од кој крај сте? Од Воденско. Имате роднини таму, имате... И роднини... Се посетувате, се комуницирате? Ретко. Ама вие сте биле таму? Како не? Имате нешто ваше или ништо не е битно сега? Имавме ваше, наше само, немаме ништо сега. Папиролошки немаме ништо. Да, нема ништо. А тоа е убав крај, богат крај, воден. Многу. Вода многу. Може би и најубавиот крај во Грција. Таа северниот дел е прекрасен. Со Касторија, со Воден, со Едесе, со Кожани. И така. Од Грција во Израел? Не, од Грција на кратко во Македонија, па заминав... Во Македонија игравте тука еден период или? Кратко, 3 месеци бев само тој, затоа што беше ван прелазен рок. Аха. И заминав за Марибор, за Словенија. Че цело време од дете сам сте надвор. Да. Ни мама, ни тато нема. Ни мама, ни тато. И Словенија во Марибор тогаш, нели, почеток на војната. Самостојувањето и почетокот на тие успеси на Марибор како клуб и на словенскиот клуб и на словенскиот. Играше во Лига на шампиони. Подоцна, да. Словенија се пласираше на светско, на европско. Така да тие беа почетоците на Марибор како клуб. Баш се сега на тие настапи во тогаш куп на УЕФА со Марибор против Борусија. Да, Марибор, освен Динамо, Звезда и Партизан. Марибор има играно во Лига на шампиони. Друг некој во групите мислам дека само Марибор. Да. И првите почетоци и успеси во Европа тогаш почнува со Марибор, каде останам 2 години, прекрасни 2 години за мене, од таму на кратко во Турција, од Турција дома, кратко во Победа, мислам, година дена, па пак во Грција, па после тоа пак на кратко дома, во Македонија Ѓорче Петров и 2000 година заминам за Израел, каде што останам 4 години во Аждот, така се вика и градот и клубот. И поминам 4 прекрасни години заедно и со сопругата и тогаш се уште девојка, но и тогаш се синот ми се во Израел се роди. Се роди тука, но од после тие 45 дена веќе си дојде со мене таму и останавме до крај заедно, така да првите години и продувањето таму беше се поврзано на синот. Во Израел игравте, после тоа и тренер сте биле. Во Израел играв. Таму сте почнале веројатно прв пат тренерската кариера. Прв пат почнав 2011-2012 како асистент во Вардар. Тука. Подосна 2012-2013 како шеф на стручен штаб. До доаѓањето на сервисот сам со некој во клубот и 2014 февруари останам во Вардар и истата година септември почнала мојата работа со У21 во Фудбалска федерација на Македонија. Интересна
Интересно движење. Од јазиците, што се научивте? Сите каде секаде каде што се Сите биле? каде што сум бил, да. И грчкиот го владеете? владеам добро. Словенски нели полесно Во Израел англиски, руски може или мора Англиски строго сите знаат, но да, е малку тежок, малку потежок јазик, но кој идиш или Со- хебрејскиот? Хебрејски. И Ама се учи. се учи. Ако сакате да се потрудите, да. Така да не го владеам супер, али за комуникација доволно. И сега, фудбалерски, зашто ви е криво? За тоа што сега гледам како што зборувавте, тоа во Звезда сте погрешили, ама немало кој да ви каже сега. Сега го рековте тоа, Сега, дека зборувавте. Ако се вратите на назад, или не ви е криво се? Па не ми е криво. Звезда, ако останете со Југовички, бевте шампион на... 91 исто, точно. Но во тоа време Југович играше во таа, со Така, Панчев, со така, да. Најдовски, така, во Бари. 6 месеци беше на позајмица и се Поврати. врати. Така да не ми е жал, затоа што сите тие биле мои одлуки, лични, затоа што кога носите некоја одлука не знаете што ќе донесе времето после тоа, но за време кога бев во Словенија и во тоа време Србија беше, ако се сеќавате, и текако под посебно фудбал во Србија и Црвена звезда како клуб, под ембарго европско. Да, после тоа беше Секако, проблематично. така да Имаше една голема дука. моите колеги 2-3 сезони играа практички за 150 до 200 евра месечно. Имаше инфлација, имаше криза голема, да. И од таа гледна точка, пак ќе кажам, не знаете никогаш што ви носи Животот, да. животот, времето. Најважно е да носите сам одлука за тоа што сакате и како, по кој правец сакате да ви се движи кариерата или животот воопшто. Многу полесно ќе биде, нели, како, баре ја така гледам на тоа, дали ќе ви се случува нешто негативно, дали позитивно. Многу од рано почнете. Кој ве натера да тренирате фудбал? И сами? Или имавте некој во семејството или некој комшија, Никој некој? не ме натера, тоа ми е генетика. Мојот родител, нели, татко е бивш фудбалер. Па значи, Во ниските језда по ниските лиги, но во тогашна Македонија, Македонска лига, и прострелец на Македонска лига бил. Значи имало корења, мислам. Има. Ајде се Но милески фудбалер ќе го почетокот не правиме. ни знаеше дека јас идам на тренинзи во Македонија, Ѓорче Петров тогаш. Како не се криете што? Не, каде си идам со другарите на појана да играм, а јас идев на тренинг. И се погоди тогаш Спасеновски Пајси е баш се сеќам дека ми е прв тренер и прв учител фудбалски мој. Се познава, нели, по фудбалот. Со татката? И он му кажа дека дојгам на тренинг. И кога се враќам после тренинг ден име беше. Каде беше? Испратен се. Некам играм тука на појана. Си играм. Не му кажувате што? Не. Па не сега да му кажам и сега да си го трасирам мојот пат така. Сам. Со вие комуницирате ли сега? Со Израел, Да. со колегите од Србија, Словенија? Да. Со дел од нив што... Од дел од нив се тренери веќе, може да разменувате... Па дали се тренери, дали се Менаџери, спортски работници, спорт, да. баш во Црвена звезда тим менаџерот ми е многу близок. Сега работи со првиот тренер, сега веќе година назад со првата екипа како тим менаџер. Во Марибор уште сум во комуникација со добар дел од моите соиграчи од Израел и така стигна таа понуда, нели, за да се вратам сега као тренер 2018. Дел од соиграчите се тренери, дел се во менаџментот, истиот е и председател на клубот, така да истите луѓе се и во Аждот. И да, сум во комуникација со добар дел од нив. Кога прашам тоаш кој беше идол, кажете кој е Бекенбауер, пошто стилот на играта вие, Не. или напаѓачи беше некој? Ван Бастен. Марко Ван Бастен ми беше идол, како личност, така како што изгледаше на терен.
не толку за... Зошто не е Руд Гулит или у иста екипа играл? Не, Марко Ван Бастен, зашто не знам. Што се тиче, имам уште и дома видеокасета каде што го споредуваат со Балетан, со еден врвен, мислам, не сеќам баш на името, но Балетан Нуреев или Баришников или... компарација баш на движењата негови на терен и движењата на Балетана. И таа видеокасета имам уште ден денес. Италија кој Италија не треба да се точно многу зборови за нивниот квалитет, значи актуелен европски првак, но Прво, лично, очекувавте или подсекувавте ли некој друг? Или пак тоа ќе не залажеше, например, дали Турција, дали, не знам, од овие Искрено Русија, не. кои ни лежат повеќе, или тие може и полоши да бидат? Искрено не. Значи, кога доаѓате во ситуација да сте на исто место со 20 најдобри репрезентации во Европа. Нема што да бирате. Овој учеснички 12 во овој бараж, од кои 2 се дојдени преку Лига нации, значи ние сме преку нормални квалификации, значи во 10 репрезентации што се учеснички на овој бараж, значи самиот факт дека си тука, значи дека имаш квалитет, не само одреден квалитет, него квалитет кој е конкурентен со најдобрите 20 репрезентации во Европа. И затоа не е мала работа, значи... Што не сте размислил, овој ни лежи повеќе, овој фудбал, овој менталитет? Не, тука нема нема калкулации. Дали ни лежи некој, дали не ни лежи, тоа е повеќе, според мене, е повеќе психолошки момент. Неблагодарно да посакуваш било кој како полесен противник да ти се падне, благодарен зашто сите се пласирани во овој бараж преку квалификации кои играте 10 надпревари, можете 1-2 да добиете случајно, али да добиете и да бидете на ниво потребно за да освоите толку бодови. Треба да бидете во континуитет квалитетни. И мислам дека немате право нити да подцените некого, нити да прецените. Да прецените не затоа што сте покажали некој квалитет, достоен на тие што се најдобри 20 во Европа. А да подцените и да сте актуелен европски првак кој што е Италија, не можете да подцените никого затоа што и тој истиот покажал квалитет да биде рамо uz раме со вас. Така да мислам дека да, имаме шанси да бидеме конкурентни и на овој натпревар. Канаваро кажа уште нешто, дека не е баш окей само еден надпревар. Најдобро се решава тоа со 2 надпревари. Зошто е вака направено? Па мислам дека и ова ситуација со пандемија и со COVID-19 се тоа на што и начин на одигрувањето на квалификациите и се тоа што не обкружува секојдневно, мислам дека и од тој аспект мораше УЕФА да донесе и ваков начин на бараж надпревари. Подготовките, планот направен е, како ќе биде? Па немаме ништо специјално баш за овој надпревар. Затоа што подолго ќе траат по или колку може толку. Нема прв официјален FIFA термин е терминот за одигрување на баражите во март месец. До март месец немаме ни еден слободен термин од FIFA како подготовка. Значи сите подготовки контролни нема така. Немаме простор. Тоа е проблем, така. Па како за нас, така за сите. Така да подготовките се сведува се на анализа на противниците. Значи мора да бидеме спремни и анализа да направиме за сите 3 репрезентации, и за Италија, и за Португалија, и за Турција, затоа што не знаеме што ни донесе. И од тој аспект сите подготовки ќе се одвиваат во тој правец. Значи анализа на противници, моментална форма, здравствена ситуација, состојба со противничките играчи, здравствената состојба со нашите. Што прво ви паѓа на памет од тактички аспект со Италија, како они не се како порано, не играат катанажо, сега играат поинаку, оваа помлада репрезентација. Уште по самото завршување на европското првенство јас ги издвоив, не само што гостурот е тој или има промени? Па мислам дека шампионската екипа. Кај нив грото 90% се истите играчи од европското првенство
но начин на кој што го одигра тоа првенство и освојувањето на европската круна, што се вели, начин на кој што го направија сето тоа е за почити. Мене ми се допаѓа како фудбалска филозофија и од тој аспект јас изјавив одма после тоа европско првенство дека колегата и селекторот на Италија Манчини е главниот виновник за промената на стилот, на сето она што се случуваше позитивно во репстацијата на Италија. И да, игра, модерн игра, допадлив фудбал, но и сето она што го краси модерниот и европскиот фудбал сега. Господин Емилевски, ајде сега за Бугарија. Реков да не треба да ја пуштиме сега за да го откушат Брисел за нас. Какви ви се сознанијата за Бугарија? Каква ви е комуникацијата? Кога постане пат пријателска пред колку? Пред 5-6 години, 10, колку? Мислам дека што се однесува до Бугарија, тој политички спор што го имаме сосема на страна и нема место во нашата работа. Тоа се две... Да не влие на да преварите говор на омар за тие работи. Не верам. Ние сме спортски работници, дали дали нашите колеги од бугарската репрезентација, мислам дека тој момент ќе биде источен надвор од нашите избеднувања. Што се однесува до самата репрезентација, со последните квалификации што ги одигра за светското првенство во Катар, беа во иста група со Италија и резултатот баш против Италија 1-1 одигра. Мислам дека само по себе говори дека се работи за квалитетна репрезентација која е носител во нашата група, значи подобро пласирани од нас. Стадион. Емисија за вашата вистина.